Не гледам јас како законот за јазиците би бил причина за одложување на изборите. Значи, законот за унапредување на употребата на јазиците е усогласен, до крајов на седмицава ќе дојде во собраниска процедура и заедно, значи како дел од пакет закони и од социјалната сфера и од економската сфера, така што нема никаква причина тој закон да биде пречка за одржување на локалните избори. Дали јас сакам да кажам или не сакам да кажам не е релевантно. Значи избори ќе има на 15 октомври и на 6 овој месец председателот на собранието најави дека ќе ги распише локалните избори. Тука нема никаква дилема за нас како пратеници, односно како дел од законодавниот дом. Јас колку што сум информиран, одредбите што се однесуваат на употребата на парите и на униформите ќе се предмет на анализа на Венецијанската комисија. Кога тоа ќе се случи, како ќе се случи, дали подоцна целиот закон ќе оди повторно на Венецијанска комисија, тоа е работа на извршната власт и на коалиционите партнери. Тие тоа ќе си го договорат. Битно во овој момент нема ниту една причина веќе законот да не дојде во собраниска процедура и јас мислам дека само од техничка природа се сега причините, затоа што тој закон е дел од пакет закони, како што ви кажав, и до крајов на седмицава ги очекуваме да дојдат во собраниска процедура. Дали сте вие како партија подготвени веќе за се подготвувате ли за локалните избори? Ние одамна сме подготвени како партија за локални избори, така што тука немаме дилема. Кандидати за што? Значи, сите општински организации, јас сум председател на една од нив, си ги завршивме активностите во рокот кој беше даден од централата, така што ние имаме и предлози за кандидати за градоначалник, и предлози за кандидати за советници, тоа го има ни сите општински организации, подготовките се всушност завршени, само се чека официјално објавување на распишување на изборите, формирање на изборните штабови и работа на терен. Не, јас ви кажав, ние нема да одиме на одмор пред да се разреши државниот јавен обвинител. Инсистираме и на тоа пристанавме, значи прифативме, прво да се дискутира за ребалансот на буџетот, да заврши законски предвидената општа расправа на пленарни седници и веднаш потоа подготвени сме да дискутираме и за предлогот на опозицијата за новиот закон за избор на државен јавен обвинител или за јавно обвинителство. Меѓутоа, исто така рековме дека сме доследни, конзистентни во нашето барање да нема годишен одмор се додека не се реши прашањето околу разрешувањето на постоечкиот државен јавен обвинител. И ние на тоа стоиме.